Останете уште малку на овие бранови во утрински печат на Слободна ТВ. Навистина ќе имате можност да слушнете нови информации и ново знаење кое ќе ви користи во животот. Станува збор за темата земјоделие, за користење на европските фондови и за помошта на земјоделците. По тој повод го поканив директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, господинот Никица Бачовски. Добар ден, господине Бачовски. Добар ден и благодарам на поканата. Да ве прашам дали се чувствувате безбедно овде во студиото? Па сигурно дека да, со оглед на излагањето кои што имаше претходниот гостин, можевме доста да се едуцираме, како што кажавте, да ја избегнеме на стварање на паника, на вистини за нас како институција, особено по она што се случуваше во претходниот период, проблемите кои што ги има одредени институции, сваќаме дека инвестициите во сајбер безбедноста се навистина важни и потребни. Овде не треба да штедиме. Во четвртокот бевте во Брисел на средба со представници министри за помошта што треба да ја добие Република Северна Македонија во делот на земјоделието, конкретно ИПАРД 3. Кои се новините? Дали може нешто ексклузивно се соопшти на граѓаните, односно на земјоделците? Добро, така е, заедно со министерот за земјоделство и со министрите и директорите на агенциите, они кои што се пандан на нашата агенција од регионот, конкретно Албанија, Црна Гора и Србија, остваривме средба со високи представници во Европската комисија, кои што ја следат имплементацијата на ИПАРД програмата која што се одвива во сите овие држави, особено ИПАРД 2 програмата која што доаѓа полека кон својот крај, но и подготовките кои што следат за почеток на ИПАРД 3 програмата. Конкретно разговорите таму се одвива во правец на двата програмски периоди, односно каде сме со имплементацијата во ИПАРД 2 и тука несомнено е потврдена нашата лидерска улога во регионот, која што останатите држави можат многу да научат, конкретно баш заради резултатите кои што ги имаме низ бројки, односно искористеноста на средствата кои што беа дадени на располагање на државата преку ИПАРД 2, тоа беа околу 60 милиони евра, за кои што се подпишани повеќе од 2300 договори со земјоделци, физички и правни лица, што значи дека целокупната сума која што ни е дадена од Европската Унија е ставена во функција за потребите на земјоделците. И се очекува да биде максимално искористена. И се очекува да биде максимално искористена, токму затоа одеа во правеци разговорите за продолжување на имплементацијата на ИПАРД 2 програмата, која што по правило треба да заврши оваа година, односно сите инвестиции мора да завршат до крај на месец мај, мора да бидат исплатени до крајот на годината, меѓутоа на барање на сите држави, вклучително и Северна Македонија, Европската комисија сериозно размислува да го продолжи тој рок за плюс една година. Зошто? Конкретно во примерот на другите држави, затоа што тие имаат многу средства кои што се уште не се искористени, кои што би сакале да ги стават во функција, а во нашиот случај сакаме да им помогнеме на сите апликанти кои што имаат активни договори, меѓутоа се соочуваат со проблеми во имплементација на своите договори. Еве, имаме многу апликанти кои што нивната инвестиција, односно текна инвестиција беше нарушена со земјотресот во Турција, опремата која што требаше да дојде од таму и така натаму. Така да ќе направиме се да го оптимизираме искористувањето на ИПАРД 2, секако и да влеземе спремни во ИПАРД 3, кој што па доаѓа со 62% поголем буџет од ИПАРД 2. Сега едно невообичаено прашање, господине Бачовски, не ви подкажувам и не ве подготвувам. Лествицата е подигната многу високо. 95% од средствата ги искористивте. Сега практично лимитот е 100%. Имате малку страф дека нема да успеете? Предизвиците се големи, апсолутно, не само што лествицата е покачена, стандардите се покачени, очекувањата се покачени и тука кај нас и кај партнерите во Европската Унија, но и буџетот е поголем, што значи дека за да имаме уште поголема апсорбција, треба да овозможиме услови и да го припремаме пред се стопанството да аплицира со добри проекти, тие да бидат одобрени и тие да бидат на крај имплементирани. Клучна ќе биде едукацијата. Така е. Мислам дека претходниот ИПАРД 2 проект беше една добра
показна вежба како институциите заедно со самите корисници може да работат заедно, бидејќи пред секој објавување на јавните повици ние вршиме едукативни кампањи, одиме низ сите градови низ државата, се среќаваме со физички лица земјоделци, со правни лица, стопански комори и така натаму, каде што ги презентираме сите услови, критериуми и така натаму. Прилично сме отворени во тој дел и токму затоа бројките се такви какви што се. Може ли да слушнеме динамиката сега на доаѓање на средствата, условите и критериумите што вие ќе ги пропишете, Министерството за земјоделие, бидејќи познато ви е министерот за земјоделие Лјупчо Николовски беше деновиве гостин на Утрински печат во Слободна ТВ, многу пофално се изрази за работата на агенцијата. Која е динамиката за добивање новија средства и какви се роковите за аплицирање и изработка на проектите? Вака, најпрвин, она што го прават сите држави, ја припремаат заедно со нормално со колегите од секторите кои што ги следат државите кориснички на ИПАРТ средствата, ја припремаа програмата, ИПАРТ 3 програмата, која што беше донесена лани во март, што е официјално донесена. Потоа следуваше подпишување на секторски финансиски спогодби помеѓу Европската унија и државата, процес кој што е завршен, и сега следуваат носење на некои подзаконски акти, односно уредба за спроведување на ИПАРТ 3 програмата. Тоа е наша уредба која што е моментално во владина процедура и очекувам овој месец да заврши, пошто ќе биде пратен во Брисел акредитацијски пакет со сите законски, подзаконски акти, правилници за работа и така натаму, листи на прифатливи трошоци и така натаму, целата она внатрешна процедура која што имаме на агенција на нивно одобрување, земајќи во предвид дека измените од ИПАРТ 2 во ИПАРТ 3 не се толку суштински. Сметаме и она што го добивме како информација во четврток, дека можеме да сметаме на едно брзо одобрување на нашиот акредитацијски пакет, со тоа што верувам, односно 100% гарантирам дека ќе бидеме прва држава од регионот која што ќе почне со имплементација на ИПАРТ 3. Тоа очекувам да се случи некаде во месец мај-јуни. Обично јавните повици траат од 45 до 60 дена и, како што кажав, пред тоа секој следи најава и информативна кампања која што се одвива на терен. За гледачите да можат да разберат и да бидат информирани што всушност значи за Македонија оваа програма, јас ќе направам една споредба на искористеност на средствата со ИПАРТ 1, 2 и 3, односно 16% ИПАРТ 1, 95% ИПАРТ 2 и, да речеме, очекуваме 99,9% ИПАРТ 3. Каде беа искористени овие средства и дали се забележаа резултатите позитивни во земјоделието? Најпрви би сакал да кажам дека брзо ја направивме онаа транзиција од ИПАРТ 1 во ИПАРТ 2. Добро е кога човек учи на сопствените грешки, кога ќе ги пронајде своите слабости, тесни грла и така натаму. Токму во тој момент се увиде дека поточно во 2017 година дека постои потреба од поедноставување на процедурите, измени на законот за основање на агенција и нормално зајакнување на капацитетите во платежната агенција, каде што беа вработени дополнителни 30-40 млади кадри, високо образовани, значи ние сме институција каде што 97% од вработените се со високо образование, кои што работат директно во имплементирање на проектите во делот на одобрување, контрола, исплата на проектите, ревизија на проектите и така натаму, така да брзо дојде таа транзиција, јас би рекол, така да со овие капацитети кои што ги имаме сега можеме да продолжиме во исто темпо. Каде најмногу се пласира овие средства и кои се нашите најбројни корисници? Пред се земјоделците, физичките лица, кои што преку ИПАР програмата добија кофинансирање на нивните инвестиции од 50 до 60% на инвестиции во трактори, земјоделска механизација, системи за наводнување. 50% вие им давате, 50% и они со своји средства учествуваат. Точно така. Има спецификација оваа поддршка што ја даваат, односно тие што ги инвестираат, тоа се исклучиво пари или може да влезе и трудот и опремата? Тоа се исклучиво пари, најпросто кажано да речеме, еве ако некој земјоделец е заинтересиран да обнови својата механизација, трактор, приклучна механизација и така натаму, аплицира кај нас со проект каде што приложува 3 понуди за тие позиции, се одбира едната, се дава договорот, тие го купуваат тракторите и земјоделската механизација, поднесуваат уредно кај нас барање за исплата и ние во рок не подолку 6 месеци ги враќаме парите. Нешто дадовте како податок во одговорот на претходното прашање, сега ќе го искористам за да добијам одговор уште по-конкретно. Оваа стручна поддршка што им ја давате на земјоделците е бесплатна? Да, апсолутно. Апсолутно постои само Дали има критериум на кого ја давате? Само да дополнам. Добро. Постои и посебна агенција
се вика Агенција за потекнување и развој на земјоделството. Таа стално знаат да ја помешаат со нашата, и тоа не, таа е со седиште во Битола, таа е дисперзирана, една од ретките институции кои што има седиште надвор од и е независен правен субјект и во е однос на независен вас. правен субјект, значи си има посебен директор, посебно служби, помеѓу народот е позната како советодавна служба. А сте компатибилни во однос на надлежностите, односно Тие имаат улога само да помагаат на земјоделците при прибирање на документацијата. И во нивно име, нормално со нивна согласност, да аплицираат кај нас. Огромен број на оние инвестиции кои што се условно кажано поедноставни, моделна механизација, трактори и така натаму, се аплицирани со помош на Агенцијата за поддршка и развој бесплатно. Секако сите субјекти кои што ги користат ИПАР средствата имаат право да користат и приватни консултантски услуги кои што исто така како трошок се поддржани од наша страна. само како процент, ако не ги знаете точните бројки што и не е некој голем греф, колку аплицираат и колкав број на барања се исполнуваат, односно ги задоволувате? Па може да се каже дека над 60% од барањата кои што стигаат се позитивно одобрени и очекуваме тој како поминуваат програмските поглави. Јас се надевам дека ова ќе биде последно ИПАР 3 поглави, бидејќи после влез во Европска унија веќе се отвара други фондови се. друг фонд. Ова е предпристапен фонд за земјоделство и рурален развој. Како поминува времето, луѓето стануваат се по запознаени, поедуцирани со програмата, а посебно оние кои што веќе еднаш го имаат искористено. Оние кои што веќе еднаш има аплицирано и успешно искористено ги добил средствата, секогаш вториот и третиот пат се апсолутно многу полесни. Да дадете одговор сега и на прашањето, кога ќе ги дадете средствата, вршите евалуација и контрола на проектот и дали се случува некој да не ги исполни очекувањата и да ги врати средствата, односно што се презема? На кратко можам да го објаснам процесот како оди, како е пропишана таа интерна процедура, која што како кажав, не ја пропишуваме, Брисел ја одобрува. Значи најпрви се објавува јавен повик и апликациите стигаат кај нас во централната зграда во секторот за одобрување на проекти. Секторот за одобрување на проекти прави еволуација на комплетноста и соодветноста на апликацијата. Доколку апликантот е комплетен и соодветен, сите оние понуди кои што се стигнати одат на испитување, дополнително испитување на пазарната вредност. Имаме сектор за референтни цени. Тие ги враќаат тие информации за секторот за одобрување. Предходно, пред да се потпише договорот, се оди на контрола на лице место, за да се види кој е апликантот, каде ќе инвестира и така натаму. Откако ќе се одобри проектот, од тогаш, од кога ќе подпише договорот, странката може да влезе во инвестицијата. Од кога ќе го поднесе барањето за исплата, се врши административна обработка, доколку се потребни документи за дообјаснување во делна соодветност и комплетност се бараат. Од кога тоа ќе се исполни, пак се оди на контрола, за да се утврди дали, да речеме, дали плугот, дали фрезата, дали тракторот, дали машината во преработувачкиот капацитет е набавена и дали е таа. Господине Бачовски, да искористам сознанието од претходниот соговорник. Дали оваа процедура е лесна и функционална? Па за нас лесна, бидејќи веќе со години А за земјоделците? се имплементира. Мислам дека и тие се прилично навикнати дека за да ги добијат средствата се подложни и на контроли. Она што ќе се набави мора да биде од прва рака, што се вика, не е дозволено купување на опрема од втора рака или на старо. Прилично се навикнати на нашата работа, бидејќи не е само ИПАР програмата што ние имплементираме, тука се директните плаќања, субвенциите, програмата за рурален развој, земјоделците добро знаат како функционира. Сега едно прашање кое влегува во рамките на вашата перцепција како директор на агенцијата, бидејќи практично работите на унапредување на земјоделието. Искористеноста на опремата секогаш се гледа низ призма на поголема површина на земјиште доколку се обработува, во однос на некое помало земјиште. Дали потикнувате политика на укрупнување на земјиштето, дали потикнувате обединување или спојување на повеќе приватни земјопоседници со цел да се направи поефикасен систем на обработка на земјиштето или негово култивирање, односно добивање производи? Можам конкретно и на ова да одговорам, бидејќи пред да бидам дел од платежната агенција, бев дел од министерството и знам како се одвиваат тие процеси. Апсолутно консолидацијата на земјоделското земјиште е приоритет не само на министерството, туку и на партнерите на министерството. МЗШ заедно со ФАО веќе долги години работат на консолидација на земјоделското земјиште. Тоа е процес кој што и по
пример на останатите западноевропски држави, знае да трае долго, бидејќи се потребни многу состаноци, многу обедувања, многу разговори Сепак станува збор за земјоделците. приватен капитал. Да, сепак станува збор за размена на парцели. Знаете, некому нивата е оставштина од некој, не е лесно емотивно да се емотивно е одели од возно. неа, да се подели и така натаму. Секогаш го форсираме она окрупнување, се одделуваат средства за таа работа, дополнително што и за другите како субјекти се препознаени во ИПАРД програмата и може да бидат корисници на средствата секогаш, апсолутно секогаш, особено во наши услови, каде што да речеме просечната големина на земјоделците е навистина мала, 1,7 хектари, треба да се тежне На 10. кон окрупнување или кон здружување. Односно, може и преку задруги да се аплицира за механизација која што биде користена од сите. Пред година дена, мислам дека беше, прочитав една информација за создавање задруги во Босна и Херцеговина по примерот на Европска Унија, каде што го формира предпријатието и им ги дава машините на управување на одреден менеджмент. Овој менеджмент може да ги дава машините на земјоделците со тоа што тие треба да се вратат после и да бидат во исправна состојба. Не би сакал сега да ве враќам во минатото на нашите родители за другите. Тој концепт си бил еден, меѓутоа името го користат и овде задруга. Дали можеме на Македонија да ја понудиме концепт кој што покрај ова што вие го правите со програмата ИПАРД и со другите мерки, да се воведе една вакво решение во кое што на една поголема заедница, локална, би можело да се направи задруга со користење на средства и купување машини со рентање. Изразот е релативна категорија. Го спомнавте минатото време и токму мислам дека тоа е бремето кое што ги мачи земјоделците, кои што сите оние негативни искуства од минатото влијаат врз волјата да се отиде кон едно здружување. Инаку концептот е баш тој кој што го спомнавте, се здружуваме, избираме менеджмент кој што и финансиски и оперативно ќе управува со се. Механизацијата се рента на сите кооперанти, членови на задругата. Имаме тоа како искуство во Македонија или е во почеток? Имаме некои функционални задруги кои што функционираат, да речеме во определен сегмент. Имаме долу и во Ресен, имаме доста задруги на пчеларите и така натаму. Ова го прашувам зашто е скапо да се купи таа опрема, а не можеме секогаш да сметаме на тие фондови, а доколку се даде. Ако имаме заедничко вложување, да, ќе биде многу поголема рентабилност. Сега би сакал да поставам 2-3 прашања поврзани со работењето на агенцијата, а едно е извршување на плаќањата. Дали овие плаќања, иако е почеток на годината со други зборови, гледано од аспект на претходната година се завршени и дали има поплаки од земјоделците дека доцните, дека нема средства, гледаме каква е економскава криза. Што велат вашите податоци? 21 година и 22 вклучително беа исклучително тешки години, кои што на нив се рефлектираше доста и ковид пандемијата, понатака и кризата која што се појави со војната во Украина, каде што стартно, да речеме, буџетот за земјоделие беше во помал обем стартно во почетокот на годината, меѓутоа секогаш со ребалансот понатака во текот на годината добиваше свое надополнување. Зошто? Затоа што пред секој ребаланс ние излегувавме со информација за реализација на нашите програми од 99%. Во таква ситуација ни требаат дополнителни пари за да ги завршиме сите обврски. Конкретно, во 23 година секогаш почнува со исплата на директните плаќања на поднесените барања во 2022 година. Значи, земјоделците некаде од месец мај до крај на јуни аплицираат во, да речеме, 2022 година, потоа тие апликации се дел на административна контрола на терен, сателитски снимки и така натаму обработка, и со почетокот на следната година секогаш традиционално исплатата почнува на 14 февруари со исплатата на лозаропроизводителите по повод на празникот Свети Трифун. Така да, зависно од буџетот со кој што ќе располагаме, јас би рекол дека оваа година имаме буџетот е некаде околу 7 милиарди денари, кој што е распределен на над 70.000 апликанти кои што ги имаме во агенцијата. Од почетокот на годината само таксативно ќе набројам дека се исплатени субвенциите и за лозарство, и за градинарство, и за полјоделство, и за сточарство, ги спремаме субвенциите за тутун, за интервентните мерки за оризова арпа и предадено индустријско јаболко, така да со една засилена динамика се одвиваат плаќањата оваа година. И влеговме во последната тема или
последната област за која што сакам да се произнесете. Дали политиката на субвенции даде резултати, особено сега по промените, како што ги кажа министерот и напуштањето на претходниот модел? И дали очекувате дека навистина Македонија ќе направи подобро земјоделско производство, а не само да дава средства за парцели, а ние гледаме нема производство или тоа производство што го има е многу скапо? Вака, баш вчера со службите дискутиравме кај мене малку поопширно на оваа тема согласно информациите кои што ги добив и во четвртокот. Над 45% од буџетот на Европската унија оди во делот на земјоделството и руралниот развој. Што значи дека не само ние, туку целата Европска унија одвојува огромни средства за поддршка на земјоделството. Која е најважната улога на директните плаќања производството на храна во Европската унија? Задржување на обработливите површини. Значи тоа е првото, бидејќи знаеме дека со миграцијата село-град, претходниот гостин зборуваше за сајбер, тоа е сега интересно. Не е интересно, не е во тренд земјоделието, младите мигрираат од село во град, се напушта земјоделското производство и токму затоа се толкави потикнување се толкави финансиите. Јас ќе кажам секогаш треба да тежнееме да дадеме повеќе на земјоделците, тоа е трудоинтензивна дејност, зависи од многу работи, тие имаат многу инпути, тие се нарушија во минатата година и самите инпути во земјоделството, особено во делот на вештачките ѓубрива беа покачени, затоа интервениравме со субвенција од 40% за набавено ѓубриво. Веќе неколку години интервенираме во инпутот за нафта за земјоделска механизација, каде што над 50.000 земјоделци преку агенцијата добиваат картички за зелена нафта, тоа се наменски картички каде што може да наточи само нафта за земјоделска механизација, така да јас би рекол секогаш треба да тежнееме да даваме повеќе, меѓутоа и да ствараме услови да се зголеми производството, кое што верувам дека оваа година и е покачено. Можеби ги дискутираме само цените кои што ги гледаме, нели актуелна одлуката за замрзнување на дел од зеленчуците и овошето, меѓутоа треба да кажеме неколку други информации, а тоа е дека особено тутунот, лозарството и винарството и конзервната индустрија во последните години ги рушат сите рекорди во делот на извозот. Значи над 130 милиони евро девизен прилив од тутун, над 60 милиони евро извоз на вино, горе-доле 60 милиони извозите на конзервна индустрија, значи сепак имаме и гранки кои што сме ги поддржале преку директни плаќања, а овие во делот на винарството и конзервната индустрија се па и најголеми корисници, најбројни корисници од правните субјекти на ИПАР средствата со изградба на преработувачки капацитети, купување на најмодерна опрема по европски стандарди, кои што нивните производи ги пласираат во Европа и стануваат препознатливи. Бевме минатата недела освен во Брисел, бевме и во Хрватска на дводневна посета, билатерална средба со министерката и со директорот на платежната агенција и посета на сајам во Бјеловар и видовме колкава е вредноста на македонските вина на хрватскиот пазар. Вие немате хартија пред вас, немате ни таблет, а далеку е да прочитате кои прашања ги имам. Очигледно добро сте се подготвиле, меѓутоа јас нема да ја пропуштам можноста да ви го поставам тоа прашање, а е поврзано со производството на вино и со квалитет. Дали Македонија за 10 години ќе биде препознатлива, исто како што е препознатлива Швајцарија со производство на чоколада? Македонија, јас сметам дека и денес е препознатлива, ако го иземеме во предвид официјалната ранг листа на најголеми извозници на вино во светот, а една мала Македонија се наоѓа на 21-то место. Точно, меѓутоа, овде зборуваме за млади, нови, семени винари. Нешто што се на возраст како вас. Веројатно сте информирани дека тој тренд е во нагорна линија. Моментално мислам дека веќе има над 130-40, можеби 200 регистрирани винари во Министерството за земјоделие. Само ќе дадеме на информација, Словенија има над 2000. Да, знам така натаму треба да тежнееме. Реално ние во 2019 година јас бев дел од кабинетот во Министерството, тогаш ги донесовме. Сега беа представени нови етикети на сајмот во Италија. Сајмот во Италија, сајмот во Дизелдорф. Присутни се на сите сајми, таа поддршка преку Министерството е огромна и семските манифестации се навистина добра прилика да се промовира. Како директор сакав да го завршиме овој интервју со една добра приказна и мислам дека најдобрата приказна на Македонија што може да и се случи не само сега и се случува, туку ќе се случува допрва е производството на вино, задржувањето на одредени сортни вина, односно ретки вина, станушина или слични, само со цел дека
Со таков производ можеме да се представиме пред Европа и светот. Апсолутно, треба да бидеме автентични, треба да бидеме посебни и како такви треба да бидеме препознаени. Мислам дека и во регионот, а и пошироко, гледајќи каде се насочени компаниите со својот извоз, македонското вино го има на сите континенти. Директоре Бачовски, не би сакал да бидам песимист, ама ИПАР 4 нема да има. Се надевам. Да се надеваме дека ќе влеземе во Европската унија и тогаш ќе бидеме членка во Унијата, каде што ќе користиме други фондови. Многу поголем буџет. Поголем буџет и овие средства, односно овие проценти што ги кажавте за искористеноста, ќе ги задржиме се во интерес на граѓаните, младата популација и земјоделското население. Ви благодарам што бевте. Останува на тоа да работиме. Благодарам на вашата покана. Сигурно ќе ве поканам и во наредниот период. Вие само шетете до Брисел, вратете се со убави информации и полнете го буџетот во интерес на земјоделците. На крајот на криштата тие пари се на европските граѓани, не се наши пари. Апсолутно. Ние ги добиваме како пари на европските донација. данъчни Ние ги добиваме како донација. Баш така. Почитувани гледачи, беше тоа Никица Бачовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој. Европската унија на патот на нашето членство го помага земјоделието, како нашето, така и своето, ги зголемува површините за производство на храна и бара висок квалитет. Ние сме само една членка која тоа го прави. Да го правиме на најдобар можен начин, како што знаеме, и да продолжиме на ваков начин.